вечер. Време за и против. Јас сум Бојана Димитриевска-Марковска, вечерва ваш домаќин. Македонија доби катастрофален извештај од Европската комисија. Нема никаков напредок во борбата против корупцијата и организираниот криминал. За сите прашања и за сите овие забелешки нотирани во извештајот на Европската комисија, но и за борбата против корупцијата, разговарам со председателката на антикорупцијска Билјана Ивановска. Добро вечер, благодарам што ја прифативте мојата покана. Добро вечер и ви благодарам за поканата. Стигна документот од Брисел, каде што е оценето дека Македонија нема никаков напредок во борбата против корупцијата, нема напредок ниту во судските реформи. Се наведува во извештајот, во голема мера влијание за тоа имале, како што се вели, и измените на кривичниот законник, што беа изгласани во брза собраниска процедура. Има забелешки и за злоупотребата на европското знаменце. Ќе ги сватили некој сериозно овие забелешки или наместо борба за подобра држава ќе се продолжи со политичко влијание во сите сфери? Па видите, сето ова што ни се случува е резултат на степенот на зрелост на нашето општество. Ако сакаме ние да бидеме зрело општество, треба не само да ги прифатиме, него веднаш и да ги примениме препораките што ги дава Европската комисија. Ако се правиме на 3,5 како до сега, ќе биде и бетер од ова што е. Значи, се зависи од нас. Колку ќе бидеме сериозни во работењето, толку ќе имаме подобри резултати. Тоа е многу јасно. Политичките влијанија се многу ризичен фактор за корупција конкретно кај нас. Се случува преку политички влијанија, мерит системот не функционира, немате ништо по заслуги, напротив, има механизми кои што ни го возможуваат и го спречуваат мерит системот, така нема напредок. Негативната селекција што се прави во државава повеќе од 30 години не доведе до ова рече. Ниту еден скандал не останал незабележан во Брисел. Не е ништо нотирано, ништо во насока на остварување на европска агенда, значи ништо од она за што постојано се зборува дека нашата цел е Европската унија, дека нашата цел се реформите, европско законодавство, ништо од тоа не е направено во таа насока. Во делот за антикорупцијска комисија, ќе цитирам, се вели дека Државната комисија за спречување на корупција била проактивна во давањето насоки на јавните институции за спречување на корупцијата и отворила неколку случаи. Додаваат дека препораките треба да се почитуваат и да продолжат напорите за подобрување на функционирањето на ДКСК, да им се дадат дополнително пари и да се вработат експерти. Се чини во делот за вашата институција дека ова е една од подобрите оценки со оглед на тоа што кога се зборува за корупцијата во ниту едно друго поле нема никаков напредок. Но зошто и понатаму институциите остануваат глуви и ги игнорираат вашите препораки? За жал, многу е низок степенот на имплементација на нашите препораки. Инаку, ваквата оценка, позитивна оценка на Европската комисија, веќе 5-та година поред ја добиваме за нашата работа и ние сме навистина задоволни со тоа и тоа било и ќе биде и понатаму мотивација и како аманет за наредниот состав што ќе дојде во оваа институција, бидејќи неколку години претходно институцијата, односно комисијата, беше негативно оценувана. Значи сме почнале од минус, па сме дошле до плюс и тоа навистина бараше да вложиме големи напори како личности, како професионалци и така натаму. Прашањето зашто не се имплементираат препораките, навистина и мене ме е чудно, меѓутоа ја пак ќе го поврзам со степенот на зрелост на општеството, бидејќи тоа не е мој став, тоа е став на професионалец, на доктор Методија Чепреганов, кој што е специјалист за тие работи. Ако земете, сме тргнале стратешки да го решаваме проблемот со корупцијата и сме направиле национална стратегија во која што има негдека околу 160-170 активности кои што треба да ги спроведат институциите. Од тоа, во 21 година беа спроведени 20%, во 22 година 10% од тие активности. Поразително. Значи, со толков низок степен на спроведување на активностите од страна на институциите, навистина не знам како би оделе напред, бидејќи за проблемите со кои што се соочуваат институциите, за мерките како да се надминат тие проблеми и активностите кои што треба да се спроведат во функција на спроведување на мерките, кажале самите институции. Ние не сме им ги наметнале, ние сме само превентивна институција која што го управуваше процесот на донесување на подготовка и донесување на стратегијата која патем речено и во собранието беше усвоена.
Од друга страна, сме дале бројни препораки, некаде околу 100 препораки до институции за подобрување, за не знам, на системот на интерни контроли, без разлика, значи во зависност од предметите што сме ги работеле, и тука имаме исто така многу низок степен, под 30%, негде околу 26-7% на спроведување на тие препораки, што исто така е многу низок процент, така што мислам дека тоа не води напред. Како и да. И во делот за кривичниот законник исто така Европската комисија има забелешки, вика кривичниот законник беше изменет во брза собраниска процедура. Максималните законски казни за конкретни кривични дела поврзани со корупцијата беа намалени, што влијаеше на застарување, запирање па дури и прекинување на голем број на случаи на корупција на високо ниво, вклучително и на случаи од поранешното специјално јавно обвинителство. Измените исто така ја попречуваат способноста на властите да истражуваат и гонат такви дела. Ова е прашање на сериозна загриженост, се наведува во извештајот. Ова е цитат од извештајот на Европската комисија. Многу од случаите, односно и скандалите кои ги покренавте вие и ги отворивте пред јавноста, падна буквално во вода со измените на кривичниот законник. Нашите иницијативи, патем речено, во овој период 50 до сега, има уште до крајот на мандатот уште 2-3 месеци, така што сигурно и таа бројка ќе се зголеми, меѓутоа до сега имаме 50 иницијативи за кривично гонење до јавното обвинителство кои што не виделе судска виделина. Ова како дополнување на претходното прашање. И уште 50 иницијативи за одговорност, односно за разрешување на функционери, директори, што и да е, кои што исто така не биле испочитувани. Значи, ова е го поврзувам со претходното прашање на почитување на институциите. Кога зборуваме за кривичниот законник, ние како институција веднаш излеговме со реакција, дотолку повеќе што бевме затекнати. Од нас се бараше да дадеме мислење по нацрт верзија на кривичниот законник, доставен од Министерството за правда, со рок, да кажеме 20 септември или како беше, не е битно, а во меѓувреме се носи закон во собрание. Кога ги споредивме двете верзии, свативме дека тоа што се носи во собрание не соодветствува со ова што се бара од нас. И за жал не бевме единствена институција. Се јави и други институции од кои што се побарало мислење, а во меѓувреме се носи закон кој што е различен од верзијата која ни била доставена. Па дури и комисијата, работната група што работеше на законот, и таа беше затекната. Значи, состојбата која е? Имаме во изден комисиска и пленарна седница и законот се носи по скратена постапка. Нашата забелешка во овој однос беше дека закон се донел по кратка постапка, со злоупотреба на европското знаменце, без изјаснување на експерти, без јавна дебата и, што е најмногу од се, без проценка на последиците кои што ќе ги предизвика тој закон. Еве ги гледаме последиците кои се. Што значи дека законот предизвика големи штети и тоа е еден голем удар бомба на правосудниот систем во државата. Бомба. Крај. Значи ова треба да се санира час поскоро. Тој не е догма, тој може и да се смени. Се зборува веќе за нови измени на направена, таа штета никој не може да да се зборува од работната група која ја работеа заедно со академик Владо Камговски дека е веќе подготвен некаков предлог од страна на експерти со кои повторно се враќаат заострените казни, но прашањето е колку за тоа ќе има политичка волја и дали власта ќе биде подготвена на таков чекор да подржи такви измени. По мене, мислам дека треба политиката да си ги тргне рацете од експертизата. Да се определува казна за некое дело, тоа е цела наука. Тука ние не треба никој да се мешаме. Значи, тоа зависи од честотата, колку пати се повторува тоа дело, какви последици предизвикува. Ако нешто е многу често се појавува во државата, казната ќе биде поголема за делото да се намали. А не сега ние имаме најголем број случаи имаме за злоупотреба на службена должност, таа казна се намалува. Или за јавни набавки, која знаеме дека јавните набавки хоризонтално сме ги поставиле во стратегијата како овакво состојба во сите сектори. Значи има слабости кои што постојат во процесот на јавни набавки. Коруптивни слабости. И не може таму да се намалуваат казните. На што личи тоа? Значи тоа значи да поттикнуваме. Тоа е многу едноставно. Тоа не е борба против корупција, туку битка за криминал и корупција. Напротив, и затоа нашата последна реченица во
мислам, нашиот став што го искажавме беше дека овој закон не само што не е против корупција и криминал, туку напротив е добра основа за партиски пазарења и трговија со влијание. Крај. Дали гледате можност овој парламентарен состав и оваа власт да направи да го смени кривичниот закон или верувате дека ќе остане до... Мислам овој состав дека нема да го смени, многу едноставно не може они сами да си пукаат у нога. Не верувам. Јас лично не верувам. Кои институции се најпроблематични за соработка? Со кои институции Државната комисија за спречување на корупција има најголеми проблеми при соработката? Видете, во принцип, сите институции на некој начин соработуваат. Меѓутоа, има некои појави што воопшто не ми се допаѓаат. Например, барате документи, и тоа најчесто кај локалните самоуправи, кај општините, барате документи, а се случува и кај други институции, сега последно Агенција за филм, бараме документи, не ни доставува директорот документи, му даваме прекршачен платен налог, казна зашто не достава, го плаќаме, па не доставува документи. На шо личи тоа? На шо личи тоа? Или општина Чаир, бараме документи, ургенција, едно друго, не доставува документи. Налогот ќе си го платат, повторно немате документи. Значи, тоа не е во ред. Или имате недоставени анкетни листови за имотна состојба, така? Даваме прекршачни платни налози, ги плаќаат и повторно не доставуваат. Значи, тоа е веќе криење на имотот, така? Не може така, а ние немаме законски механизам повторно и повторно да ги казнуваме, освен да ги обелоденуваме како случај, па кога ќе дојде ред за промена на законот, измена и дополнување, таквите да се вметнат одредби кои што ќе овозможат дополнително санкционирање. Иначе вака навистина не е во ред. Значи, проблемот со институциите е тој. Или имате, висок функционер кој што 3 години го чекаме за да ни достави документ, за потврда дека поседува лиценца што се бара во документите за пријавување за тоа работно место, не ни доставува. После 3 години ја плаќа казната, значи ние ги исцрпевме сите можности од лична адреса, од институцијата што го именувала се, немаме документи, го затвараме предметот, ја известуваме институцијата каде што е избран, потоа ја плаќа казната. На шо личи тоа се? Како за казната ја прими поштата, а претходно не ја прима поштата? Незрелост на општеството, не знам што да кажам. Мислам, ние треба час поскоро да се ја научиме нашата лична собствена лекција дека вака не бива. Значи да се соочиме сами со себе и да го бараме начинот со меѓусебни надмудрувања, со препукувања, не се оди напред. Кога сме кај институциите и документите кои треба да ги доставуваат, до вас еден од случаите и беше примерот со автопатот Бехтел и со автопатиштата Бехтел и Енка, добивте нецелосен договор. Нецелосен и побаравме целосен и не добивме понатаму. Но што се случи со овој договор? Рековте дека ќе извадите вистината на виделина за извадиме вистината, бараме, значи го бараме и останатиот дел од договорот и се уште не ни го доставуваат. Ние за тој го бараме останатиот дел за да извадиме вистината. Игнорираат вашите барања или сте добиле некаков одговор? Нема, праќаме ургенции и немаме одговор. И за тоа и владата прекршочно ќе ја казне. Немаме друга алатка, како да ви кажам. Знаете што, состојбата во државата е навистина многу тешка. Меѓутоа, тоа е како, тешка болест. Еве да се споредиме ние со здравството. Не може доктор кој што иде на систематски преглед да врши операција. Тоа сме ние. Ние сме превентивна институција. Значи треба превентивно да делуваме. Ние треба да кажеме ова и ова не чини, треба да се поправи ова вака ова. Тоа и го правиме. Затоа и Европската комисија кажува дека нашите препораки треба да се спроведат. Ама не можеме ние да бидеме хирургот. Хирургот е обвинителот или судијата. Така, не можеме ние се да направиме процесот до крај да го доведеме. И затоа, да, задоволни сме од нашето работење, сме поминале многу, на сите страни, на сите полиња бележиме некаков напредок. Да, но имавте и обструкции при вашата работа. Се имавме. Конкретно влеговте во клинч со обвинителството за организиран криминал. Антикорупцијска комисија го, значи,
Абази ја замрзна соработката со антикорупцијска комисија, а претходна антикорупцијска комисија го реагиравте на начинот на кој е избран председателот на обвинителството за организиран криминал по фотографиите објавени со раководството на ДУИ. Дали може би ова е вистинската причина за саботажа на антикорупцијска комисија од страна на обвинителството? Па сега не беше потпишана бази, колку што се сеќавам, беше потпишано обвинителството. Дали републичкото, дали тоа за организиран криминал, не сум доволно сигурна, затоа што кажаат дека меморандумот за соработка го ставаат за во мирување, а ние потпишавме со републичкото јавно обвинителство и нашиот став беше дека меморандумот е израз за добра волја за поголема соработка, но тоа не значи дека законските надлежности не треба да ги извршуваме ние или тие. Во однос на изборот на Абази реагиравме во начинот на избор, во смисла на тоа што не видовме програма, што тој треба да ја понуди значи од принципиелен аспект. А кога на сето тоа ќе се додадат и сликите, остава простор за сомнеш дека политичкото влијание повторно ја одиграло улогата. Значи искочи од Советот за јавни обвинители тогашниот председател и кажа дека тие биле скоро ставени на страна и дека оценките кои што ги става Советот на јавни обвинители и оценува работата на обвинителите не се зема во предвид. Значи, за да се стави некој на висока позиција, председател или која е таму позицијата на во јавното обвинителство за организиран криминал, че треба да се земат во предвид оценките, неговата работа до тогашна, на какви предмети работел, каква програма нуди за војнина. Ние од тој аспект реагиравме. Значи да се има во предвид една целосна слика. Сега, бидејќи тоа го нема, а од друга страна видовме ова, затоа и реагиравме. Меѓутоа, па сега не гледам дека во изминатиот период нешто спектакуларно се случи и произлезе од ова обвинителство до судот. Ја барем не сум видела, не знам. Значи ова дека уште замрзната соработката меѓу обвинителството или има некакво поместување на работите меѓу вас? Ние работиме исто како што работевме и претходно. Се што е до нас, се што треба да се достави до обвинителството, не им доставувам. Па дури и тие прегледи кои што им ги дававме до јавното обвинителство, си продолживме исто и понатака да си доставуваме оно што во законот не е пропишано. Законот е над и меморандум и над личните однесувања на поединци. Значи ние не одиме дома кај нив па да рече не примаат или било како. Секој постапува во рамките на своите надлежности и тие се должни и тие така да постапуваат. Така што го алармиравте обвинителството и судството за злоупотреби на градоначалникот, на струшкиот градоначалник Рамис Мерко, но ниеден орган не превзеде ништо конкретно. Мерко се најде и на црната листа на Соединетите Американски држави, но остана недопирлив. Кој го штити струшкиот градоначалник? Па не знам, веројатно тие што треба да ги обелоденат неговите незаконски дејствувања. Предпоставувам, мислам логично да извлечеме заклучок. Ние реагиравме заради тоа што во тоа време премиерот кажа дека некој од 8000 кусур километри далечина ги гледа работите подобро отколку што ги гледаат нашите институции тука. Ние реагиравме на тоа и кажавме дека уште во 2019 година сме реагирале за струшкиот градоначалник и сме дали иницијатива за кривично гонење и така натаму, меѓутоа по нашите иницијативи не било постапувано. Тоа сакавме само да кажеме, така што одговорноста мене многу ми пречи зошто треба некој да дојде од надвор да ни каже. Ние подобро ги знаеме ситуациите, состојбите какви се тука и треба да делуваат институциите. Да, но и таа црна листа ништо не промени. Едноставно реакција имаше неколку дена, Мерко си остана на функцијата на која што е. Така е, за жал. И многу други работи во оваа држава не остануваат непроменети. И па сега и покрај укажувањата за корупција, каде е тука борбата за Европска унија? Не знам, значи ние можеме на трепки да дубиме, меѓутоа со ваков степен на корупција и незаинтересираност да се реши. Ај што имаме? Значи едно е да го имаме проблемот, второ е да го детектираме и трето е да кажеме како да се реши. Значи го имаме штикла тука. Го детектираме дека постои, знаеме како да се реши, даваме милион препораки, така? Но не се решава заради тоа што некој не сака да прифати да го реши.
Тоа е проблемот. Како викаше овој, секогаш го споминјам, доктор Хаус, пациентот ќе се излечи во моментот кога ќе реши да го прими лекот. Кај нас тоа немаме ние доволно волја за тоа да го направиме. И од друга страна, веќе апатија се создава кај граѓаните. Си мислат дека оваа држава е веќе ама нерешлива. Не се согласувам со таквиот став и со сите што имам комуникација кажувам дека се зависи од нас, дека секој барем во својот атар може да направи нешто добро за себе и за оваа држава и за своите поколенија. Така што мислам дека граѓаните треба да се изборат за влез во Европа. Кој според вас е клучен во борбата против корупцијата? Секој. Значи имате високо ниво на корупција, тоа е политичката корупција што се случува во високите кругови, меѓутоа имате вие и секојдневна корупција. Општата перцепција кај луѓето е во секојдневните случувања. Не, ама тоа кај нас така. Не. Зошто да е така? Значи, секој што гледа дека нешто не е во ред, треба да пријави, треба да се потруди тоа да се санкционира, треба да даде отпор, да не прифати ако некој му бара нешто, така? Значи, секој може да придонесе, да се менува општата слика. Во февруари треба да се изберат нови членови на антикорупцијска комисија. Не, до февруари треба да се. Значи, вака се вчера се објави огласот, бидејќи нашиот мандат истекува на 7 февруар, од 8 треба да почне новиот состав на антикорупцијска. Вие немате право на реизбор. Така е. Сега следната година, изборна година, ни предстојат и председателски и парламентарни, независно дали тие ќе бидат споени или ќе бидат едно по друго ќе се одржат. Сепак, дали постои опасност да до изборите да не се избере нова антикорупцијска комисија, која според, споменавме, која според роковите треба да започне со работа од 8 февруари. Влегуваме во предизборие. Така е. Значи, ризик секако дека постои, меѓутоа, вчера добивме позитивен сигнал, се објави конкурсот. Алармиравте претходно и ние разговаравме, имавме разговори со Комисијата за избор и именување и комисијата кажа дека ќе го испочитува законот и еве првиот чекор тоа го докажува. Во ред. Значи се објави огласот, сега треба да се одбере комисија за селекција. Од една страна, од друга страна, нели да аплицираат кандидатите, имаат мегдан до нова година да го завршат процесот, бидејќи после нова година може собранието да не заседава и да не се изгласа составот на комисијата, иако, да речеме, процедурите ќе бидат завршени. Затоа е најдобро, има доволно време, има 2 месеца време, до нова година сето тоа да биде завршено. Ако земете во предвид дека процесот кога ние бевме избрани, беше 2 недели, дали толку беше во 10-15 дена се заврши, значи имаше 80 кандидати, после административната селекција беа 50, се спроведоа интервјуа за сите тие 50, се беше тоа јавно, транспарентно емитувано после на јавниот сервис, значи кога се сака се може. Така мислам дека и тука, иако постои ризик, сметам дека има простор. На ист начин ќе се бира Па законот не е променет сега, так. Би требало да се бира на ист начин, да се даде простор на професионалци, многу е битно да бидат професионалци и да не бидат во ниту еден случај поврзани со политички партии. Значи, бидејќи има сега доволно време и вие новинарите треба да одиграте клучната улога да видите дали некој од кандидатите е со некоја партија поврзан. Значи, според нашиот закон не треба да бидат во телата на партиите. Меѓутоа, добро е за да се целосно се тргне влијанието од политиката, да немаат никаква поврзаност со политичките партии. Да не се ниту членови на најдобро, сега не може некој да не биде пристрасен на кој член. Да бидеме реални. Нормално ќе си тегне на кај својата партија. Очекувате ли голема заинтересираност на конкурсот за идни антикорупционери? Па ја мислам дека ќе има, да. Ја мислам дека со нашата работа охрабривме професионалци кои што знам дека постојат во државата, мислам ги познавам, знам многу луѓе кои што и што не сум ги знаела претходно, сега имав можност да запознам многу професионалци кои што си ја сакаат и работата и државата и мислам дека ќе се вложат да. Очекувам дека ќе има добар избор. Очекувам. Дали антикорупцијска има доволно стручна служба за да заврши со сите предмети, за да одговори навремено на сите предизвици или потребен е дополнителен кадар? Какви се капацитетите во моментот? Значи вака се. Во 2019, кога започнавме да функционираме во овој состав, во комисијата беа 22 вработени со систематизација од некаде 50
50 и не знам, од прилика 50, еве, нека се до 55 максимум, систематизирани работни места, што значи не беа ни половината пополнети. Во изминатиот период успеавме да вработиме, да имаме сега 49 вработени, значи скоро 50, и денеска објавивме јавен оглас за уште 5 нови вработувања, бидејќи требаше да го чекаме ребалансот да помине и тие процедури, согласности што се добиваат од Министерството за информатичко и од финансии, денеска објавивме за уште 5. Што значи? Дека човечките ресурси сме ги зголемиле за негдека 130-140% како ќе му дојде таму, значи за повеќе од дупло. Имаме доволно стручен кадар до сега, меѓутоа тоа не е доволно за институцијата во целина за да ги изврши сите надлежности кои што се напишани во законот. Ние сега во моментов правиме функционална анализа, нова функционална анализа, која што треба да се погрижи да овозможи функционирање на секторите кои што се многу битни за институцијата. Значи сега се оделенија за имотна состојба, оделенија за судирни интереси. Тоа све треба да прерасне во сектори. Значи мора да се зајакнат капацитетите. Ние сме тргнале по патот, ама тој пат треба да се дооди. Во овој период, ако се земе во предвид дека имавме и период на корона, кога немавме никакви вработувања. Значи да тргнеме од периодот пост-корона наваму, сме успеале до тука да вработиме колку ќе му дојат таму 27-8 лица, дел преку јавен оглас, дел преку превземање, односно хоризонтална мобилност и зголемени се човечките ресурси. Но тоа не е доволно дека тука треба да се застане, впрочем и препораката од Европската комисија е во таа насока. Да се дадат дополнително пари и да се работат експерти. Така е, значи, ако земете, во какви просторни услови бевме, разликата сега е огромна. Бидејќи требаше да сместиме, ако се сеќавате, опрема дадена преку ИПА проект, која што требаше да овозможи поврзување, сервери и така натаму, да имаме систем сала, сега сето тоа го имаме. Во 21 се преселив. Ама пола мандат го поминавме во исти услови. Тоа беше малку како кочница, да кажам. Веќе во јуни 21 се преселивме, а 19 февруар бевме избрани. Значи, помина повеќе од две години, скоро пола мандат помина, работевме со исти услови, со исти ресурси. Од тогаш навака се преселивме, буџетот ни порасна, преговаравме со Министерството за финансии, сме кажале дека ние за луксус пари не трошиме. Во нашата институција нема денар потрошено за репрезентација, луксузирање, ручеци и не знам што, ниту пак службени возила. Знаете сите дека ние све сме вратиле, не користиме ниту едно службено возило. Значи, кога идеме да го презентираме нашиот буџет, односно потребни средства за функционирање, имаме разбирачка со министерот за финансии, бидејќи средствата се строго насочени, буџетирани за потребите на институцијата. И затоа буџетот ни е во постојан пораст овие години и тоа така треба да продолжи. Значи сме поставиле темели каде што треба наредната комисија да продолжи со своето работење. Тука правиме една кратка пауза за реклами, па се враќаме во студиото, продолжуваме со разговорот за тоа што направи антикорупцијска во изминатите години, колку проекти отворивте, односно колку предмети отворивте во вашиот мандат, колку од препораките се реализирани со конкретни бројки, но веднаш по паузата за реклами, почитувани, останете тука, за кратко сме назад. Повторно назад во студиото разговарам со претседателката на антикорупцијската комисија Билјана Ивановска. Ивановска, споменавме неколку пати во текот на разговорот дека истекува вашиот мандат, уште неколку месеци до крајот на овој состав на антикорупцијска комисија. Што сработевте во изминатите години, колку предмети вкупно отворивте во вашиот мандат? Па еве вака првин да кажеме зашто сме надлежни. Кои закони да ги спроведеме? Законот за спречување на корупција и судирни интереси, Законот за заштита на укажувачите, Законот за лобирање, Изборниот законник и во принцип тие 4 ни се ваква и за подароците, меѓутоа добра е. Тоа не е некој посебен закон. Понатаму, што сме отвориле? Сме отвориле негдека над 5000 предмети, од кои што повеќе од половината или околу 2700 и кусур, на кај 2800 се предмети од областа на корупцијата. Од овие
повеќето се решени предмети, негде околу 2400 предмети се решени, донесени се одлуки, 2200 одлуки, 120 заклучоци. Понатаму имаме предмети од областа на судирни интереси, околу 900, понатаму предмети од областа на забраните во текот на изборниот процес, и тука имаме околу 150 предмети, и негдека околу 1310 се предмети во делот на имотната состојба. Имаме 50 иницијативи за покренување на кривично гонење, 51 иницијатива за утврдување на одговорност, односно разрешување на лицата, понатаму 23 други иницијативи и барања кои што произлегле онака од предмети, па имаме 40 доставени препораки за преземање на конкретни мерки до институциите и уште 8 укажувања. Имаме 144 вкупно оформени предмети по различни основи, од кои што имаме 134 предмети оформени по приговори за нерегуларности во изборниот процес и 10 предмети оформени по собствена иницијатива. Тоа е вака некоја груба слика, бидејќи сега, знаете, во декември на 9 декември се одбележува Меѓународен ден за борба против корупцијата. Ние на 7 ќе организираме настан и правиме еден вид сумирање на резултатите. Овие бројки ќе бидат променети, бидејќи до тогаш ќе имаме уште некоја седница, уште некоја одлука и така натаму, меѓутоа сепак мислам дека се бројки за почит. Од друга страна, значи не се само предметите, сме делувале и во други сфери како институција која што пред се има превентивна улога и сме работеле повеќе кампањи, да речеме кампањата за интегритет избери го вистинскиот правец, понатаму во процесот на едукација имаме e-learning учење, па имаме во настан за деца во претшколска возраст, викенд на Врапчето, па во основните училишта бидете херои на честноста, па во средните училишта кажи не за корупцијата или ако знаеш укажи, отворен ден со средношколците, понатаму антикорупцијска едукација со студентите, така да на некој начин до најмладата популација да ја доближиме темата и да ги охрабриме да кажат стоп за корупцијата, заради тоа што некако навиките и менталитетот се наметнува во општеството и ги допира и овие млади корени, што ние сакаме да ги заштитиме. И затоа сме се насочиле кон најмладата популација. Колку од вашите предмети од обвинителство се процесуирани во судот и за колку од предметите има одговорност? Значи, ниту еден наш предмет до јавното обвинителство не доживеал јавно обвинителска одлука и да биде процесуиран до судот. Значи, тоа е. Еве сега баравме од Советот за јавни обвинители да ја преиспита работата на обвинителот што работеше на предметот за деталниот урбанистички план кај паркингот Холидей Ин и градењето на висококатниците. Имаме не знам колку страни, 3-4 страни одговор и последната реченица кажува дека обвинителот не бил задоволен од вештачењето и сега се враќа процесот назад. И што да ви кажам, значи се работи за еден детален урбанистички план кој од авион се гледа дека не е во согласност со генералниот урбанистички план и тоа обвинителот не може да го види 2,5 години, бара од вештакот и вештакот недоволно или кажува за обвинителот е недоволно, како и да е, но висококатницата си се гради. Ете, тоа е нашата реалност. Понатаму сме одржале 8 јавни дебати, дали било тоа за животна средина, дали било за дивоградбите, дали било за интегритетот во изборниот процес, понатамо за јакнење на свеста во борбата против корупцијата, за дискреционите овластувања во делот на вработувањата, понатаму дискрециони овластувања при доделување на разни дозволи, лиценци, каде што приватниот и јавниот сектор имаат допирни точки, во делот на транспортот кој беше сообраќајната несреќа во Бугарија. Значи се трудевме сите теми да ги опфатиме, особено оние кои што не се и дел од националната стратегија. А таму имаме 13, односно сега 15 сектори и 2 хоризонтални области. Дали сте задоволни од тоа како се почитува и спроведува националната стратегија? Како се почитува и спроведува, пред малку кажав, значи со 20, односно 10%, нормално дека не сум задоволна. Ние разговаравме и со Комисијата за политички систем во Собранието, која што патем е наша матична комисија.
да спроведеме надзорна расправа и да ги повикаме институциите кои што имаат најнизок степен на реализација на активностите. Меѓутоа, еве до сега, поради не знам секакви околности што ни се случуваа во државава, не сме дошле до тој момент и се уште нема свикано надзорна расправа да дадат тие раководни лица. Добивте ветување дека ќе биде свикана таква надзорна расправа? Да, меѓутоа еве се уште не. Така што не знам и дали ќе се свика до крај на мандатот. Стратегијата е 21-25, ја оставаме во аманет на наредната комисија. Не сте задоволни од соработката со институциите, но како сте задоволни од вашата работа од овој состав на антикорупцијска комисија? Па јас сум задоволна од нашата работа заради тоа што сметам дека работевме ефикасно, а тоа значи дека со расположливите ресурси сме ги вложиле сите ресурси и сме ги постигнале овие резултати. Мислам дека од тоа треба сите да бидеме задоволни и затоа и добиваме позитивни оценки од Европската комисија. За среќа има некој што ја мониторира и нашата работа, бидејќи во државата кој што гледате или не се прават дека не разбираат или не дослушале или било како и да е, важно немаме епилог на она што сме го побарале. А при крај скрининг процесот за Македонија, кој исто така го прави Европската комисија, дали очекувате повторно истите забелешки кои се нотирани во овој извештај да се најдат и таму во делот за корупцијата? Па видете, јас учествував на скоро сите поглавја, сега само нема да бидам, бидејќи се поклопува со нашиот настан. И ние сериозно ги кажавме сите наши забелешки и ризици од корупција во сите поглавја каде што бевме повикани. А бевме повикани во сите, бидејќи борбата против корупцијата Европската комисија хоризонтално ја постави буквално за секое поглавје. Така што препораката на представникот на комисијата кој што е одговорен за нас, господинот Марк, беше да се почитуваат препораките на ДКСК. ДКСК има посебна улога во општеството и одлично ја врши својата улога и она што станува на другите институции е добронамерно да ги прифатат нашите препораки и да ги спроведат. Тоа беше препораката на господинот Марк Јорн. Така што јас очекувам дека за нашите забелешки ќе бидат иставени, тој сам кажа, спроведете ги вие сами, за ние да не ги ставаме во извештајот. Мислам, многу логично. Да, но прашањето ми беше колку од ова што сега го нотира Европската комисија ќе биде дел и во оној завршен документ од скрининг процесот. И тие се многу поврзани. И колку сето тоа ќе влијае на европската еднина на Македонија. Скринингот требаше да покаже до каде сме ние со развојот во институциите, до каде се имплементирани европските стандарди, регулативи и така натаму. И колку е усогласено законодавството. Така, можам да кажам дека од наша страна министерствата, институциите беа представени од врвните професионалци на тие институции. Значи, јас се присуствував и бев таму постојано, цело време. Значи, и слушав сите. Нашите представници беа врвни. Кажаа до каде сме со законодавството, нашето законодавство воопшто не е лошо. Ние немаме тука забелешки кој знае какви. Значи, има делови кои што треба да се поправи, да, во ред. Има делови кои што се ризични од аспект на корупција и тоа може да се поправи. Меѓутоа, во принцип, ние немаме лошо законодавство. Кај нас е проблем имплементацијата. Тоа да се примени. Тоа што беше таму кажано, ние ова сме имплементирале, тоа се за пофалба. Прашањето е како тоа се имплементира. Тука е проблемот. А проблемот, предпоставувам, ќе биде и злоупотребата на европското знаменце за носење на... Значи, тоа јавно си кажат тие. Да. Тие јавно еве и во извештајот искажуваат својата загриженост за злоупотребата на европското знаменце. Бидејќи еден од проблемите, да, уставните измени, Брисел кажува мора да направите уставни измени, но исто така е многу важно да се посочи дека без реформи Македонија не може да напредува кон Брисел и постојано е тоа укажувано дека не може без да направиме реформи, особено во делот на судството, во делот на борбата против корупцијата, ние не можеме да станеме членка на Европската Унија. До кога ќе ги злоупотребуваме европските знаменца за носење на корист, за носење на закони за нечија корист, и до кога ќе се игнорираат препораките на антикорупцијска комисија која укажува на висока корупција и на коруптивни скандали во власта. Видете, се ова некој бележи.
во Европската комисија, Да, ништо не е незабележано во ништо извештајот. не е незабележано. Да. Сето тоа се бележи. Додека тие што треба да го спроведат ова, се прават дека не го приметуваат, коментарите ќе бидат такви. Ако ме прашате мене, многу поголем проблем е корупцијата отколку уставот. Значи, корупцијата не е најголем проблем. Тоа ни стана начин на живот, тоа веќе секому допира. Во земји каде што корупцијата е ставена под контрола, нема земји без корупција, меѓутоа барем се знае ред и поредок и е ставена под контрола, таму имате заштеди на буџетот. Најмалку 10% од буџетот оди во коруптивни цели. Тоа се преку тендерите, преку се и се што, нели? Значи, корупцијата ги допира сите граѓани, ги прави граѓаните апатични да бидат во сопствената држава и да бегаат од сопствената држава. Зошто? Затоа што преку коруптивен начин поединци добиле позиции што не треба да ги добијат, со институциите раководат кадри кои што не се доветни да ги раководат тие институции. Човечкиот фактор е во суштина проблемот број 1 во државата. Прво, како се бира, значи негативната селекција, а од друга страна, оние кои што се професионалци, за кои што патем речено државата вложувала во нивното образование, тие сега придонесуваат за јакнење на општествениот производ во други земји. Сега да истекува и вашиот мандат, тука завршува и вашата работа во антикорупцијска комисија, немате право на реизбор. Каде оди понатаму Билјана Ивановска, дали ќе бара апанажа или можеби се враќате на старото работно место? Апанажа сигурно нема да барам. Ако се сеќавате, ние уште во 2019 направивме анализа за непродуктивни трошоци, меѓу кои беше и апанажата. И тогаш кажавме дека секој за да дојде на некоја функција треба да биде, нели, експерт за нешто, нели? Има претходно работно искуство и така натаму, да претпоставиме дека по некоја заслуга дошол. Така што и јас ке се вратам таму кај што сум била, значи во ревизија, и апанажа нема да користам. И тоа е мојата порака до сите функционери, значи да не го оптеретуваат буџетот на државата, односно буџетот на граѓаните, на нивните вложувања, туку да се вратат во институциите или во фирмите или кај да е, каде што работеле претходно. Тоа значи дека вашето работно место беше замрзнато таму и нормално. помирување. Така пишува и во законот. Значи работното место ни мирува. Да, сега, пошто се враќате во ревизија, има уште еден закон кој се најавува од страна на власта, конкретно од Министерството за правда, тоа е ревизорските извештаи, се залагаат за нови измени на законот со кои ревизорските извештаи сега ќе одат прво во обвинителство, каде што обвинителството ќе може да ги нашминка пред да излезе финалната верзија, па потоа да бидат доставени до другите институции. Како гледате вие на овие најави? Па не ми се допаѓа, да бидам искрена, видете. Државниот завод за ревизија работи по стандарди, по ревизорски стандарди, интосај стандарди. Значи тука нема играчка. Во ниту една земја во светот така не се прави. Имаме примери, како што Италија, например, каде што на одите на државниот завод, значи кога е конечен извештајот, на одите на ревизорот, одат кај обвинителот, ама веднаш тука и судијата. Значи, ревизорот наоѓа наод, обвинителот обвинува, судијата суди. Дури тоа службено лице што работело во институцијата каде што му откриле дека направило некаква злоупотреба, не само што одговара, туку плаќа и оштета за нарушување на угледот на институцијата. Така е во Италија. Ова што го кажувате сега не е во согласно со меѓународните ревизорски стандарди, дотолку повеќе што еве во нашиот систем како е уредено, собранието го бира главниот државен ревизор, Државниот завод за ревизија доставува извештај до собранието, значи тоа е независна институција која што треба да даде отчет пред народните избраници како функционираат другите институции. Сите министри се одговорни пред собранието. Собранието ги бира министрите. Значи, се што треба да направи Државниот завод за ревизија е своите извештаи да ги објави јавно, да ги објави, они имаат многу корисници, не треба да се шминкаат извештаите во јавно обвинителство. Меѓу корисниците на ревизорските извештаи е и јавното обвинителство. Значи, по конечен ревизорски извештај јавното обвинителство и како има можност да делува. Не треба тоа да биде претходно, него баш онака како што е сега. Имаме конечен ревизорски извештај кој што се објавува
на веб страната се доставува до корисници кои што до нас се доставува до обвинителство, до медиуми, до сите. Не знам колку корисници имаат, над 1000 корисници има ДЗР до кои што го доставува извештат. Така што тоа е сосема доволно. Нема потреба од други интервенции, според мене и според ревизорските меѓународни стандарди. Рековте голем, односно сите предмети кои сте ги доставиле до обвинителството стојат буквално во фиока. Дали очекувате еден ден и без разлика на тоа што завршува вашиот мандат да бидат извадени од таа фиока и да вие за кои што сте посочиле дека се вмешани во коруптивни скандали да има одговорност за нив? Видете, не само од овој состав иницијативите, него институцијата е од 2002 формирана. Од тогаш до сега немате, има негдека сега ќе му дојдат, беа 170 до сега и овие 50-тина, значи негдека 220, може и 230 колку ќе бидат иницијативи за кривично гонење до обвинителството кои што не биле понатаму проследени. Тоа е значителна бројка. Значи не се однесува само на овој состав на комисијата, него воопшто на работењето на институцијата во целина во овие 2 децении. Тоа е сериозна забелешка. Не може иницијатива поднесена или ревизорски извештај или иницијатива од ДКСК. Некои иницијативи наши се и врз основа на ревизорски извештај. Не може тие во обвинителството да имаат ист третман како било која кривична пријава на граѓанин. Зошто? Затоа што ние иницијативите ги доставуваме врз база на документација. Значи веќе е истражено. Веќе е истражено од ДЗР. Ние сме продолжиле понатамо и ги даваме во обвинителството. По мене тие предмети треба да идат малце на побрза лента, за да се видат и крајните ефекти во општеството. Тука е крајот на оваа емисија. Јас ќе ви се заблагодарам за вашето гостување. Ќе споменам уште неколку месеци до крајот на вашиот мандат. Го очекуваме извештајот за тоа што сте сработеле во последната година. На медиумите и на граѓаните им останува надежта дека некогаш работите ќе се сменат и дека укажувањата од антикорупционерите институциите ќе почнат да ги почитуваат и да постапуваат по истите. Само јас сакам да ги охрабрам граѓаните никогаш да не се откажуваат од себе, од својот интегритет, од својата држава, од својата земја и да стават едноставно рампа на било каква коруптивна понуда или ако се сведоци на некаков коруптивен настан, веднаш да преземат мерки тоа да се спречи. Затоа што се од нас зависи. Ви благодарам уште еднаш. Се согласувам дека се од нас зависи и особено од вас и нас медиумите кои постојано алармираме за коруптивните скандали и откриваме бројни афери, но институциите често пати, односно во најголем дел од случаите го игнорираат тоа или се прогласуваат за ненадлежни. Јас сакам уште еднашка само да искористам оваа прилика да се заблагодарам за соработката со сите медиуми. Имавме одлична соработка. Се трудевме максимално транспарентно да работиме, да ви олесниме вашата работа со тоа што седниците се закачени на YouTube каналот, имате можност да ги преслушувате, да ги прегледувате и така натаму. Се со цел граѓаните да бидат навремено, точно, правилно информирани. Навистина помина период од 5 години со безпрекорна соработка со медиумите и јас користам можноста да се заблагодарам на сите медиуми. Благодарам и очекуваме транспарентност и од останатите институции. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието и довербата. Останете со програмата што ви ја нуди Алфа. Имајте пријатна вечер.